Почитувани граѓани, минатата недела бевме сведоци на делен отчет за сработеното на градоначалникот за минатата година, како и отчет за сработеното на председателот Иванов за неговиот мандат во функција на промоција за престојните председателски избори. За вториот и немаме што да зборуваме, бидејќи човекот едноставно што успеа да направи е да ја девалвира функцијата председател на државата, ставајќи се во улога на слеп послушник на ДПМН. Што се однесува до градоначалникот и неговиот отчет, ништо ново. Петта година поред стандардна приказна. Кревање на високи летви при носење на буџетот, носење урбанистички планови како предуслов за развој, решавање на проблемите на граѓаните и други слични фалби. А од тоа нема ништо. Но да почнеме поред. Од вкупно проектираниот буџет за 2013 година во висина од 556 милиони денари, реализирани се 347 милиони денари, или 62%. Затоа, градоначалниче, кога кажувате што сте направили, имајте доблест и кажете што не сте направили, односно од тоа што сте го ветиле, 38% не сте го оствариле. Зошто и како, одговорите им на граѓаните. Вие сте прв човек на градот, одговорен за извршување на буџетот. Да сте во некоја фирма и да го извршите планираното со само 62%, веднаш ќе добиете отказ. Втора работа, кога носите буџет, немојте да ни потенцирате на расходната страна дека капиталните расходи ќе учествуваат со над 50% во вкупните расходи и ќе обезбедите развојна компонента. Па господо, за минатата година од вкупните расходи во висина од 344 милиона, капиталните расходи изнесуваат само 75 милиона денари, или 22%. Тоа ли е развојната компонента? Трета работа, должни сте да им одговорите на граѓаните дали сето тоа што го правите, што го градите, ви е платено на фирмите. Ако не знаете, да ве подсетиме. Кога дојдовте на функција градоначалник, наследивте долг од 4,5 милиони денари, а за само 5 години го зголемивте за 10 пати, па денес тој долг е 49 милиона денари. Ама тоа сте ви од ДПМН, трошачи, популисти, а вашиот луксус ке треба да го плаќа некој друг. Четврта работа. Која крупна капитална инвестиција ја направивте во градот за вашите 5 години, а при тоа за истиот период потрошивте дули 654 милиони денари или скоро 10,3 милиони евра. Нема смисла повеќе да набројуваме. Ке ни требаат денови, а не часови. Па затоа, во интерес на вистината, ние од СДСМ се откажуваме да делиме отчет за вашето неисполнето ветување, а сме спремни јавно да дебатираме на ова тема на медиумите во време и место кое ќе го одредите вие. Па граѓаните нека оценат кој е во право и кој им мисли добро на Гевгелија, а не само на партиите. Сосема за на крај, денес е убав ден, ден на розите, убав ден, но ви се чудам на паметот како тоа со писмо од вас лично почитуван градоначалник ги терате фирмите на сила да го спонзорираат овој настан, па дури им посочувате на која фирма да ги уплатат парите во најкосможен рок. Нешто тука мириса на уцена, на рекет. Зарем на толков буџет на општината немате пари сами да си ја спонзорирате акцијата. Ама вие од ДПМН сте научени вашиот популизам да го плаќа некој друг. Искрено, ние од СДСМ очекуваме со ист таков жар и пристап да испратите писмо до фирмите, барајќи спонзорство за спрас на ФК Кожов, гордоста на градот. Ако се одлучите на таков чекор, не се сомневајте, ќе имате нашата безрезервна подршка, бидејќи ФК Кожов Гевгелија тоа го заслужува повеќе од било кој. Благодарам.